Уште еднаш добро утро секој утре за сите гледачи кои не следат во овој момент. Дефинитивно темата водата и климатските промени е тема која што да не беше коронавирусот ќе беше можеби најактуелна во овој период. Токму на оваа тема требаше да има настан кој што ќе се случише во недела на 22 март, впрочем ден кога е светски ден на водата, но за жал поради случувањата со коронавирусот се откажуваат сите настани општо, па и овој. Но доктор Михаел Кочубовски ќе го имаме линковски, еве еден ваков новитет ќе имаме денес, ќе разговараме линковски поради мерките од владата, нема да имаме гостин во студио. Господине Михаел, добро утро, се слушаме ли најпрво? Дали е се во ред? Добро утро и на вас и на вашите гледачи, се слушаме добро. Така, настанот кој што требаше да се случи на 22 март за жал е откажан. Темата ќе беше водата и климатските промени, дефинитивно тема која што не мирува. Зошто се одлучивте токму годинава фокусот да биде на оваа тема? Видете, ние како и секоја година до сега, веќе 11-та година го одбележуваме овој настан, кој го одбележуваат и Обединените нации. Темата оваа година на Обединените нации за светскиот ден на водата и климатските промени, така да и ние го пратиме тоа секоја година. Секако ние го пратиме и тоа што го даваат Обединените нации, но и исто така и даваме и наши податоци. Сметаме дека оваа тема е многу актуелна и баш е во контекст на климатските промени кои влијаат како на животната среда, така и на здравјето на луѓето. И затоа се одлучивме и да ја имаме оваа тема. Токму тоа сакав да ве прашам колку климатските промени и влијаат општо на водата, на незината количина па и квалитетот. Па видете, забележливо е веќе и кај нас и во светот дека климатските промени кои некои ги негираат, но повеќето луѓе ги прифаќаат дека се вистински, тие не почнаа сега или минатата година, тие почнати се веќе десетиници години. И веќе ги чувствуваме. Ние, например, 2007 година, до 2007 немавме потреба за клима уреди. Сега, ако погледнете на сите згради, на сите домови, веќе имав поставено клима уреди. Во сите канцеларии. Значи, до 2007 ние немавме. Тоа беше првиот топлотен бран, како последица од климатските промени. И ние тогаш почнавме да поставаме клима. Што се однесува за водите? Климатските промени исто така имаат влијание на водите. Зашто? Како се покачуваат температурите, така се менуваат и, да кажеме, климатските или метеоролошките параметри. Врнежите. Имаме почести краткотрајни или силни врнежи, за разлика од порано, кога се знаеше кога врне, кога не врне и така во која сезона зборам кај нас, додека сега не се знае тоа. Имате краткотрајни, реков, поплави, кои кај нас се карактеристични. Пример беше за жал 2016 во август, кога се случи таква краткотрајна флеш флад, што ја викаат на англиски, пораен дожд. Тој пораен дожд незамислива количина на вода за многу кратко време и однесе 22 животи. Значи, не се само тие поплави, дали краткотрајни, дали кои имаат подолго влијание, но и, например, самата поплава, да става освен што може да однесе човечки животи, може да го наруши водоснабдувањето, понатака да ги уништи, да кажеме, добрата на човекот, земјоделските производи и така натака. Климатски промени се и сушите, кои исто така влијаат на производство на храна, но и на недолно вода за пиење. Замислите у Бугарија тоа што се случува да градови веќе Перник и некои други да остануваат без вода, да остануваат немаат од каде да се снабдуваат со вода. Ние до сега такво нешто не сме имале, но годинава претеше опасност исто така да останат, например, некои земјоделски посеви без наводнување, затоа што одредени акумулации кои се наменети за наводнување беа на критично ниво, но за среќа врнежите не послушаа што би рекле молбите, па се подобрува состојбата, се полнат полека акумулациите, така да климатските промени се реалност, се случуваат, значи, освен поплавите и сушите, има и други појави, кои влијаат исто така и на здравјето на луѓето, со директни последици, како што се овие смртни случаи.
да ви и поставам индиректни. на апропо ова, колку климатските промени влијаат врз Македонија. Ако се сетиме пред околу 5 години, 10 години Дојранското езеро беше буквално пресушено, имаше навистина проблем, сега таму ситуацијата е решена, но овие месеци гледаме потресни фотографии од Преспанското езеро лично и таму бев изминатиот викенд и буквално 10-15 метри езерото е повлечено. Колку еве климатските промени влијаат на во Македонија и дали климатските промени се проблемот со Преспанското езеро? Па да, видите, долготрајната суша посебно во тој период, во тој регион, Преспанскиот регион, затоа што еве сега што беа врнежите, во тој регион не беа толку изразени врнежите за жал. За разлика од други северозападниот, југоисточниот, североисточниот, во југозападниот, посебно кај да кажеме Преспанското езеро, сливното подрачје не беше толку изразени врнеж. Исто така претходниот период беше суша и минатата година исто така и заради тоа и заради природната спојка или онај физичка појава на сврзани садови Преспанско и Охридско езеро, каде што се одлива водата од Преспанско езеро во Охридско езеро, сушата, сето тоа придонесе да гледате тоа што сте го виделе вие, да се намали количината на ниво на Преспанското езеро. Тоа исто така беше и пред 20 години, кога беше со Дојранското езеро, така беше слична состојбата и со Преспанското, но не толку драстично, но се подобри во меѓувреме, но сега повторно имаме таа критична состојба. Значи имаме флуктуации некои на, би рекол, на метеоролошките врнежи, да речем, кои се случуваат од година на година. Оваа година мината сушата беше доста изразена, посебно ви реков во тој регион. За Дојранското езеро е сосема друга состојбата заради полнењето од бунарите, од ѓавато, едноставно во последниве 20 години, значи од 2001-2002, кога веќе почнато да се полни, веќе тоа е полно и не е таква, но и врнежите таму беа поизразени. Така да Дојранско езеро веќе не е у таква состојба како што беше 2000 година, додека Преспанско езеро за жал и 2000 година и тука тие години и сега е во критична состојба. Дали надежта на Преспанското езеро, како што споменавте, како во Дојранското полнење на некаков начин, или пак ќе се надеваме само на климатските промени и да има дождови? Па видите, тоа треба некои други експерти да кажат, кои се бават со хидрологија и хидрогеологија. Има начини, веројатно, но ние се надеваме на, да кажеме, на природата, да има повеќе врнежи, повеќе снегови, кои за жал годинава многу, видовте и сами, ги нема. Планините се речиси без снег, што е многу битно за полнење на самото езеро, исто за водоснабдување, например, ако има на планините снег, ќе имаме, значи, гарант дека ќе имаме през годината доволно вода за пиење. Така да, за жал, ниту минатата година, ниту оваа година ние имаме доволно снег. За разлика од минатите години, кога имавме снег во поголеми количини. Да, Македонија е една од ретките држави во светот во која што имаме питка вода, вода која што можеме да ја пиеме нели од чешмите. Сега тука се наметнува прашањето дали со сушите кои што впрочем и моментално ги имаме и кои што се најавуваат, можеме да дојдеме до недостаток на вода и дали имаме доволно вода за пиење во догледен рок. Па видите, ние во, да кажем, до 2030-2050 би имале сепак доволно вода за пиење. Зашто? Затоа што ние сме планинска земја сепак и со оние прогнози што ги имаме и до 2100 нема да биде драстично намалувањето, негде до 18%, али до 2100 намалување на врнежите, што би било веќе голема, мислам, тоа не е мала бројка. Али ако збориме до 2050-2030, веќе нема да има некој изразено влијание на водоснабдувањето со вода за пиење. Зошто? Затоа што прв приоритет кај нас е снабдување со вода за пиење на населението. Значи се друго е втор приоритет, дали е наводнување, дали е производство на електрична енергија,
Значи ќе мора прво да се обезбеди вода за пиење. Али, значи ако продолжат сушни години вака, тоа ќе има проблеми во најверојатно во наводнувањето и така натаму, во производството на хидроенергијата и така натака. Така да сега за сега, но сега битна е и пораката на оваа година што имаме, дека водата треба да се штеди, треба да се внимава, не треба безразлучно да се троши и мислам потребно е луѓето едноставно да внимаваат колку трошат вода и например при туширање многу помалку се троши вода и за 5 минути ако е доволно да се тушира човек, едноставно многу помалку ќе се потроши вода него ако се бањате во када, например да ја полните кадата. Тоа е некаде разликата е 4 до 5 пати во количината на вода, што не е мала количина, замислете тоа секој ден некој што се бања или некој на еднаш недела или 2 пати или 3 пати. Тоа се огромни количини кои ќе пресметате на годишно ниво по човек, а да не збориме по семејство од 4 члена или за сите. Тоа се огромни количини кои можеме да ги заштетиме и безразложно да не ја трошиме водата. Да не оставаме чешмите да течат кога се бричиме, кога миеме зъби, него интермитентно или повремено да ја пуштаме водата. Водата е сепак јавно добро, драгоценност која имаме. Македонија е среќна што имаме ние, населението наше е среќно што имаме ние вода која е безбедна за пиење во сите градови и во сите поголеми населени места од чешма. Тоа е реткост во светот. И во Европа немаат сите земји таква среќа или благодат да имате вода од чешма да пиете, која е безбедна за пиење. Не само да имате, туку да е безбедна за пиење. Едноставно. Така да, за разлика, например, ако отидете во некои земји афрички, азиски, па чак и во источна Европа, чашата која ќе ја напуните таму, кај нас е бистра или во западна Европа, а таму е матна. Оти нема друга. И болести поврзани со водата кај нас так скоро да нема. Многу ретко се јавуваат. А во земјите во светот деца, посебно до 5 годишна возраст, но и повозрастни, се уште умираат од проливи, диареја и болести поврзани со водата. Тоа се многу болести кои се поврзани со водата. Една од нив е маларијата, која не е директно поврзана со пиење, например, туку со застојни води, кај например тоа се вектор преносливи болести. Да. Сакам да ви поставам прашање. Хепатитот или заразната жолтица. Повелете. Така, споменавте дека во другите држави се приметува дека водата е матна, истото се случува во регионот, но кај нас водата е питка. Каков е квалитетот на водата и уште едно прашање поврзано со коронавирусот, дали имате информација, еве, колку е потребно да се пие количински вода овие денови за да не бидеме нели дехидрирани, впрочем нешто за кое што зборуваат сите здравствени организации во целиот свет. Па видите, водата за пиење во нашите водоводни системи во градовите поголемите населени места е безбедна за пиење. Значи од безбедна кога го збориме, значи и микробиолошки, и физичко-хемиски, и радиолошки и во секој друг поглед. Значи е безбедна за пиење. Понатака сакам да кажам дека за COVID-19 или новиот вирус што владее сега, треба да се пие вода, иначе регуларно обично луѓето треба да пијат околу 2 литра вода на ден. Секако зависи од температурата, зависи од физичката активност. Значи треба почесто, не да се пие одеднаш, него почесто, помалку количини вода, значи барем 2 литра на ден, но и повеќе во овој период, за да ја држиме влажна средината, за да не можеме, мислам да немаме едноставно тие надразнителни, да речеме, дразби во самиот ждрело, во грлото, во душникот и така натака. Да се одржува влага во едноставно во натрешноста на овие органи што ги спомнав нашите. Како за крај да можеме полесно да, како за крај на ова интервју би сакал да ве прашам како ние како индивидуи и како институции можеме да помогнеме во квалитетот на водата и општо да направиме како да ја зачуваме водата. Па видите, наједноставна мерка е да сите изворишта, значи извори кај што се добива, кај што излегува водата од планините, да кажеме, па и водолините, сите бунари и акумулации кои ги користиме за водоснабдување, треба да бидат заштитени од загадување од страна на човекот и од животните нормално.
мислам за животните, зборам од фарми и такви не можеме од дивеч. Како? Ги заштитуваме со елаборати за заштитни зони, тоа се прва која е заградена обично, втора, трета, тие се зони кај што не дозволуваме да има загадувачки индустрија или загадувачко земјоделие. Така да тоа е наједноставниот начин. Друг е начинот кај што има на пример води, површински води кои се користат за водоснабдување, тоа мора да се пречистуваат. Имаме филтер станици за пречистување на водите од површински води и ние ги контролираме. Како ние, како Институт за јавно здравје, така ги контролира и Агенцијата за храна и ветеринарство, но и самите јавни комунални предпријатија имаат своји интерни лаборатории. Тоа е најдобриот начин, значи, да се заштитиме. Значи, да не загадуваме е најбитно и што помалку да трошиме, тоа да штедиме водата која е непроценливо добро и треба да го заштитиме. Така, господине Михаел Кочуловски, тука ќе ви се заблагодарам на издвоените минути и на ова несекојдневно интервју. Ви посакувам убав ден и да се заштитите со вашето семејство секако од коронавирусот. Да, ја ви посакувам добро здравје на сите.